Недоволен број на паркинг места и инфраструктура која со урбанистичките планирања е предвидена за 7 до 8.000 возила, а бројката се движи околу 30.000 регистрирани возила во градов, се само дел од причините за сообраќајниот метеж и непрописно паркирање на возилата, смета градоначалникот Максим Димитриевски. Дополнителни проблеми се создаваат и поради движењето на тешките товарни возила кои што согласно одлука на Советот немаат право да гравитираат во градот, ниту пак да бидат паркирани на обележани паркинг простори. Проблем се и хаварисаните товарни возила паркирани на одделни локации во приградските населби, додава Димитриевски. Тој ги повика надлежните општински инспектори и полициските службеници да извршат контрола и да ги санкционираат прекршителите на законот. Прописно се одбележени сите влезови во градот за забранет пристап на возила со вкупна тежина од над 7 тони, а факти и сведоци сме дека на многу локации во градот имаме трансформирано дел од паркинзите, временните паркинзи и паркиралишта како локации каде што се паркираат такви товарни возила. Например, ќе посочам една локација, тоа е континуирана кај градскиот затворен базен во градот и кај спортската сала, каде што многу често можат да се забележат паркирани тешки товарни возила. Дополнително имаме голем број на такви возила хаварисани во близина на таа локација, во приградските населби континуирано паркирање, дали е тоа населба Карпош или пак влезот на градот, на самата петља до самиот влез на градот, каде што перманентно се паркираат исто така тешки товарни возила. И многу често како учесници во сообраќај сме сведоци каде што ни се случува пред наши очи движење на траса Трета Македонска и Октомвриска револуција, каде што забележуваме исто така движење на вакви товарни возила и сметам дека овде е неопходно да се иницира една заедничка акција континуирано од страна на наши представници од секторот за инспекторатот за контрола на ваквите возила и дополнително поддржано од Министерство за внатрешни работи како би се бореле против оваа појава која што е спротивна на законот и самите прекршители кои што учествуваат во неа да бидат санкционирани. Дел од поплаките од граѓаните кои што секојдневно пристигнуваат до мене, вели Димитриевски, се и во однос на селективното работење на пајак службата во одделни делови од градот, но и поплаки дека целосно се блокира за сообраќај улицата Братство и единство во периодот на верскиот обред што се практицира во џамијата. Полицијата со кадрите со кои што располага континуирано превзема мерки, а дополнително се ангажираат и полициски службеници од други организациони единици во решавање на сообраќајниот метеж, вели Орце Неделјковски, представник на СВР Куманово. Проблемите се јавуваат заради недостиг на паркинг простор, голем број регистрирани возила, а скромна инфраструктура во градот, ниското ниво на сообраќајната култура, посочува Неделјковски, додавајќи дека дел од улиците би можеле да се прошират, а пешачките патеки да се стеснат и на тој начин да се олесни протокот на возилата. Во периодот од 1 јануари до вчера ние имаме превземено 607 мерки против паркирани возачи. Тоа е една бројка која мислам дека ако би била повеќе, тоа веќе ќе оди кон голема бројка е. Значи мораме да се сложиме со тоа. На ниво на година имаме околу 4000 казни само по тој прекршок. Зборам само за паркирање, а возачите прават и други прекршоци. Нема паркинзи. Паркингот на Ленинова. Додатни проблеми ни поставува пуштањето на улицата во два смера, улица Ленинова со Маршал Тито, кај што се среќава. Значи, остана обележани паркинг просторите, а со знаци е пуштена во два смера улицата. Возилата и понатаму се паркираат тие што не го виделе знакот, а ја гледаат белата линија и се паркираат тука. Дури има луѓе што и пуштале пораки. Ние превземаме мерки против тие, а он пуштил порака. Значи, доаѓа до разбирање во тој дел. Другите паркинзи, имаме некои идеи, нема која друга да биде идеја, проширување на улиците.
стеснување на пешачките прелази, проширување на улиците. Например, улицата Народна револуција има од двете страни по 5 метра пешачки премини, пешачки патеки. Додека улицата сама е 6 метра, во кој дел има и од едната страна паркирани возила предвидено. За таа улица нема друго решение. Кое би било друго решение? Освен да се спуштат тие ивичњаците, да се стесни пешачката патека, да се прошири улицата. Ќе добиеме подобар проток на возила. Градоначалникот го ја спомна и џамијата и верските одредби. Мислам дека повеќето гужви се ствараат токму во оваа улица и треба да биде приоритет, бидејќи самите вие кажавте дека е артерија што се не поврзува со Скопје и Букуманово. Во контекст на тоа, јас ви гарантирам дека вие како служба не преземате апсолутно ништо, затоа што јас живеам таму и ретко гледам полициско авто кое што се движи или кое што стои токму пред болничкиот двор, односно во тие две улици каде се поврзува Христијан Карпош, 11 октомври, болница и џамија. Тука апсолутно вашите полицајци немат никаква контрола. Од друга страна, можам слободно да го кажам тоа, дека и дивите таксисти што ни прават многу големи проблеми. За проблемот со сообраќајот и непрописно паркираните возила во следните 2 месеца ќе се обиде да изнајде соодветни решенија новоформираната работна група на состанокот на локалниот совет за превенција, составена од представници на надлежни институции за оваа проблематика. Инаку градоначалникот Димитриевски смета дека нивото на соработка помеѓу институциите во градот е на незадоволително ниво. Треба да направиме многу повеќе за да се подигне тоа ниво на соработка, особено помеѓу државните надлежни органи и локалните власти, како и дел од невладиниот сектор и сите сегменти на општественото организирање во градот, рече на вчерашниот состанок на локалниот совет за превенција градоначалникот Димитриевски.